вести на Ирис телевизија, Штипјанец ја претепал сопругата. Полицијата го приведе и му поднесе кривична пријава за нанесување на телесна повреда. Штипјанец ја претепал сопругата и нанел видливи телесни повреди поради што интервенирала полицијата. Семејното насилство се случило вчера во домот на двајцата сопружници. Неофицијално, според извори од истрагата, 41-годишниот сопруг, кој бил под дејство на алкохол, прво ја ударил по рацете и телото, а потоа продолжил и со пластично црево. По кошморот што го доживеала, 38-годишната жена се обидела да стави крај на проблемите, пиејќи по голема количина на таблети. Животот и го спасил синот. 38-годишна жена била нападната физички од нејзиниот 41-годишен сопруг, кој што и нанел видливи телесни повреди. Од страна на полициски службеници, лицето е лишено од слобода и е задржано во полициската станица во Штип во законски предвидениот рок поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, телесна повреда при вршење на семејно насилство и за да не продолжи со вршење на кривичното дело. Во СВР Штип само оваа година за неполни 4 месеци се евидентирани 11 вакви случаи на насилство во домот. Од почетокот на годинава до сега поднесени се вкупно 11 кривични пријави за сторени 11 кривични дела телесна повреда при вршење на семејно насилство. Семејното насилство е во пораст. Лани на подрачјето на СВР Штип регистрирани се 81 жртва на семејно насилство. Кривичните дела се зголемиле за 15%. Поднесени биле 54 кривични пријави за сторени исто толку кривични дела, телесна повреда при вршење на семејно насилство. Градоначалниците од Источно-Планскиот регион денеска донесоа неколку значајни одлуки во Пробиштип. Почнува постапката за прогласување на заштитени подрачја, а исто така е донесена и одлука Центарот за развој на Источно-Планскиот регион да аплицира со 2 проекти од областа на туризмот за добивање на европски пари. 11 градоначалници од Источно-Планскиот регион денеска ја донесоа предлог одлуката за почнување на постапката за прогласување на Осоговските планини и на Ченгино Кале за заштитени подрачја. Денеска Пробиштип е домаќин на петата редовна седница на Источно-Планскиот регион. Она кое што е од суштинско значење на денешната седница е делот кај заштитните подрачја, односно животната средина. Прочеме и сите точки на дневниот ред. Ако не сите, најголем дел од точките ќе бидат во делот на животната средина и подобрувањето на стандардот на граѓаните од овој регион. Со денешната одлука ќе отпочне постапката за прогласување на заштитени подрачја, што за нас истокот е навистина едно многу важно суштинско прашање кое натаму, како што повеќе пати елабориравме, зборевме, ќе носи нови развој и нови можности за економски развој на истокот. На денешнава седница се одлучи Центарот за развој на Источно-Планскиот регион да аплицира со 2 проекти од областа на туризмот и културното наследство за добивање на средства од програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија. Партнери за овие 2 проекти се бугарските општини Гоце Делчев и Белица. Ќе аплицираме со еден проект под наслов Нашето заедничко минато, пат за заедничка иднина, патека за заедничка иднина. Тој е проект од некаде околу 560.000 евра, во кој што 250.000 евра се за општина Гоце Делчев, остатокот е за Центарот за развој на Источен плански регион, нормално со кофинансирање од страна на нашиот партнер. И вториот проект е од областа на културното наследство, значи културен мост низ вековите го нарековме. Соработник или наш партнер ни е музејот, регионалниот музеј во општина Штип. За овој проект подолго време разговаравме со представниците од музејот. Се работи за одредени реконструкции на еден дел од црквичка под Исерот. Проектот предвидува осветлување на малата црква што се наоѓа на Исерот и завршување на археолошките истражувања околу неа. Последен рок за аплицирање на општините и институциите и секако на невладиниот сектор за вториот повик е 11 мај. Околу 300 представници на националните и локалните институции во Охрид дебатираат за изнаоѓање на решение за обезбедување на чиста вода за пиење, но и за прочистување на отпадните води. Од Охрид нашиот Трајан Ристовски.
Обезбедување на чиста и здрава вода за пиење, заштита на животната средина преку пречистување на фекалните отпадни води и регионален третман на отпадот се идните приоритети за сите јавни комунални претпријатија на национално ниво. Реалност и предизвици е работната тема на 10-та меѓународна конференција за секторот води и отпад во организација на АТКОМ и водоводното и комуналното претпријатие од Скопје, која обедини на едно место над 300 представници од националните и локалните власти и раководните тимови на претпријатијата од земјава и регионот. Да сите заедно воспоставиме еден диалог меѓу АТКОМ како здружение на комуналните претпријатија, но и централната власт и министерствата кои се надлежни претежно во надлежни на нашите ингеренции работи, така да сето тоа го правиме во интерес на граѓаните, на подобрување на услугите, подобрување на состојбата во водниот сектор и во секторот отпад во Македонија. Диалогот води кон изноѓање на оптимални решенија за преземените реформи во водоводниот сектор, кои пак се неопходни за самоодржливост на новите инфраструктурни проекти, поддржани со средства од европските фондови и швајцарската влада. Во Република Македонија отприлика околу 1,5 милиарди евра се потребни за да може да се усогласиме со стандардите на Европска унија во секторот води. Од таа причина, скоро 90% од овие инвестиции ќе бидат во рацете на јавните комунални претпријатија и мора да обезбедиме да има тие капацитет доволен за да може да управуваат. За подигање на институционалниот капацитет на јавните претпријатија, швајцарскиот секретаријат за економски прашања СЕКО финансиски поддржува регионален проект во кој покрај Македонија се вклучени и други балкански земји, а се имплементира од ГИС отворен регионален фонд за модернизација на општинските услуги. Проектниот или имплементирачкиот тим го чина тројца главни партнери: НАЛАС со седиште во Скопје, ИАВД во Виена и Аквасан мрежата за Босна и Херцеговина. Тие заеднички работат на изработка на одредени пакети, така наречени на пакети за corporate development products или за институционален и корпоративен развој на јавните претпријатија, кои што подоста ќе бидат понудени на самите јавни претпријатија да ги имплементираат. Во рамки на конференцијата се одржува и техничка изложба, на која приватните компании од земјава и регионот ги представуваат своите производи и опрема поврзани со конференциските теми. Трајан Ристовски, Ирис телевизија, Охрид. Нов директор, нови изведувачи, нов начин на гласање. Ова се дел од новините на 33-тото издание на фестивалот за забавни мелодии Макфест. Висината на награди останува иста, а финансиски ќе ги покрие општина Штип. Годинава фестивалот го задржува својот меѓународен карактер, но гостите ќе пеат на македонски јазик. Композиторот и аранжер Владимир Дојчиновски е новиот уметнички директор на фестивалот за забавни мелодии Макфест. На денешната пресконференција Дојчиновски најави дека годинава не очекува квалитетен фестивал. На сцената на Макфест ќе се вратат старите автори, но ќе заплескаат и нови изведувачи. Конкурсот за 33-тото издание е веќе завршен. Годинава ќе има промени во гласањето, но засега организаторите не откриваат никакви детали. Детали не се откриваат ни околу музичките имиња, кои ќе настапат во шоу програмата во третата фестивалска вечер. Имаме, разговараме, немаме одлучено затоа што има, да кажам, продукции кои што се нудат, а има и ние некои што ги каниме, па ќе видиме за кои ќе се одлучиме. Кои се имињата што вие ги каните? Не би сакал да шпекулирам стварно. Ќе ви кажам дека ќе бидат звучни и ќе бидат од Македонија сигурно. Фестивалот ќе го задржи својот меѓународен карактер, но гостите ќе пеат на македонски јазик. И ова година останува интернационален, меѓутоа минатата година имавме уметници пред минатата, уметници кои што настапуваа на своите јазици, независно, дали на англиски, дали на бугарски или така натаму. Ова година строго се пее на македонски јазик, со тоа што имаме најава и учество на конкурсот на авторски тимови од страна. Од Италија, дури и интерпретатори од Италија, меѓутоа ќе пеат, евентуално, доколку се одлучиме за тоа, ќе пеат на македонски. Имаме најава и од Бугарија, но ќе пеат на македонски. И годинава финансискиот дел околу наградите ќе ги покрие општина Штип. За првата награда се предвидени 5000 евра, за втората 3000, за третата 1000 и по 500 евра за 4 стручни награди. По иницијатива на Кабинетот на владата на Република Македонија, во Штип во Домот на млади се одржа јавна расправа за ревитализација
на музичката продукција на Македонската радиотелевизија. Во Штипскиот дом на млади, втора поред од серијата јавни расправи за ревитализација на музичката продукција на Македонската радиотелевизија. Музичката продукција во Македонија може да има експанзитет. Меѓутоа, за тоа да се случи, треба заедно авторите и оние кои произведуваат музика да размислуваат во нагорна линија за подобрување на квалитетот. Ова е втора од серијата јавни расправи кои што ги организираме по иницијативата која што ја презема кабинетот на премиерот на Република Македонија и посебната советничка Цветанка Ласкова и група на видни композитори и музички работници кои што имаат идеја за ревитализирање на музичката продукција на МРТ. Знаеме колку е важна музичката продукција на МРТ за нашата музичка традиција, за се она кое што се сними и продуцираше како музичка култура од таа куќа и што рефлектираше позитивно воопшто и за промоцијата на македонската култура надвор од нашата земја, но и за развој на музичката продукција и музичката култура воопшто во Македонија. За жал, последните години музичката продукција во Република Македонија стагнира сериозно. Идејата е да се врати оркестарот на Македонската радиотелевизија, а свирењето во живо, посебно на фестивалите, да биде практика. И биг бендот, и камерниот оркестар, оркестарот на народни инструменти, народниот оркестар, мешаниот хор, детскиот хор, бидејќи тие не произведува само музика која што ги рефлектираше културните афинитети и традиции на граѓаните на Македонија, произведува и содржини кои што беа за самиот јавен сервис и всушност влијаја сериозно на подигнувањето на капацитетот воопшто на музичката индустрија во Македонија. Минатиот модел кој што неколку години функционираше со законот за поддршка на домашната музичка продукција, очигледно имаше сериозни фалинки, се фрлија многу пари, а граѓаните всушност не добија производ кој што ја унапредува музичката култура и влијае врз, како да речеме, одржливоста на музиката, домашната продукција во Македонија. Тој закон, ние рековме јасно дека е непродуктивен, тој создава клиентелистички врски со уметниците и затоа тој закон го укинуваме и сега всушност се обидуваме да најдеме нов начин за да се вратат тие стари добри вредности кои што Македонија веќе ги имаше. Јавните расправи за ревитализација на музичката продукција на МРТВ се реализираат во Штип, Битола, Тетово и Скопје, односно онаму каде што има универзитети и музички факултети од кои произлегуваат музички образовани кадри. Целта е едуцираните музички кадри активно да бидат вклучени во музичката продукција на Македонската радиотелевизија. Но на јавната расправа се расправаше само за продукцијата на Македонската радиотелевизија, не давајќи се акцент на тоа дека во Македонија екзистираат и други приватни радио и телевизиски медиуми. Кумановска фирма ќе ги спроведува акциите за прскање против комарците во општина Штип. Акцијата почнува од утре, а во мај има и дератизација на шахтите. Општина Штип почнува со прскањето против комарците. Кумановска фирма која во наредните месеци ќе ја спроведува акцијата, од утре почнува со ларвицидна дезинсекција на територија на општина Штип. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени застојните води во урбаните населби и локалитети на територијата на општина Штип. Третирањето ќе се изведува со препаратот Биопрен 4ГР, кој што има активни материи кои што се одобрени од Министерството за здравство, а во случај на неповолни временски услови, како ветер, дожд или слично, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен ден. Костова појаснува дека покрај дезинсекцијата против комарците ќе се спроведе и дератизација од страна на кумановската фирма, која го добила тендерот. Договорот не опфаќа само утрешен третман, односно не го опфаќа само утрешниот третман. Според договорот предвидени се следните активности: ларвицидна дезинсекција со вкупно 5 третмани, од кои што првиот е утре, односно во месец април, а последниот треба да биде во месец август. Адултицидна тереистичка дезинсекција со вкупно 5 третмани,
од кои што првиот во мај, а последниот во месец септември, дератизација на 160 шахти на територија на општина Штип со 2 третмани, од кои што еден во мај, а еден во септември. Дезинсекцијата и дератизацијата општина Штип ќе чинат над 800.000 денари. Земјоделците се жалат на неквалитетни семења, ѓубрива и препарати. Од Организацијата на потрошувачи велат дека им е потребна поголема едукација за да се заштитат комерцијалните трикови на трговците. Земјоделците да не потпаѓаат под влијание на трговците кои им нудат поевтини репроматеријали без декларација. Најчесто станува збор за комерцијални трикови и производи со сомнителен квалитет, велат од Организацијата на потрошувачи. Прифаќајќи го ризикот и купат вакви производи, земјоделците потешко ќе може да побараат помош. Тие им нудат на земјоделците на разни места, на разни начини, по поволни цени, ќе ти дадам за помалце пари, за ова, ама знаеш, немам декларација, немам ова. Нашиот човек пак оди на таква варијанта, му продава семе кое не е декларирано, кое нема процент на клијавост, на никнување, и ја вика колку ќе никне, толку. Значи 90%, тоа не никнало ни 50%. Во многу случаи самиот влегува во ризик и нормално после и самата помош да се помогне во таа, значи разрешување на таа проблематика е многу потешка. За да се избегнат ваквите ситуации на штета на земјоделците, потребна е нивна поголема едукација. Најнапред да се поведе сметка, да се подучат. Пак треба да им се даде на луѓето една, така да кажам, информација како тоа се купува. Тука пак викам, тие центри за развој или за напредување на земјоделство и стоčarство треба да помогнат. И покрај правата кои ги имаат како потрошувачи, праксата покажува и друго. Земјоделците се жалат дека и она што го купиле со декларација не секогаш дава резултати. Така препаратите со кои прскаат не делуваат, повторно никнуваат плевели, садниците се сушат, а и покрај ѓубрењето приносите изостануваат. Годинава од промет беа повлечени 96 видови на вештачки ѓубрива, откако инспекцијските контроли на Министерството за земјоделство констатираа отстапки од содржината наведена во декларациите. Денес на градскиот стадион во Штип се одржаа традиционалните игри без граници, на кои учество зедоа над 800 деца од детската градинка Стибо. Мини тенис, скокање со јаже, фудбал, атлетика беа само дел од спортските дисциплини во кои над 800 дечиња од градинката Астибо денес се надпреваруваа на градскиот стадион. Со традиционалните игри без граници, манифестација која се одржува секоја година, се опфатени сите вежби за подобрување и развивање на детската моторика. Имаме активности од брзина, окретност, скочност, значи сите оние моторички сплотени димензии вклучени во едно, тркавање, значи делови од разни спортови. Тука, ако можете да го погледнете, тоа имаме и од атлетика, имаме и од фудбал, имаме од гимнастика, имаме елементарни штафетни игри, се плотени, нели, на оној дел, кажав веќе претходно дека елементарниот дел е веќе научена активност од моторни димензии. Петров уште еднаш апелираше до родителите да ги стимулираат, но и да ги бодрат своите деца да продолжат со спорт, бидејќи само со правилна физичка активност може да се спречат деформитетите кои се почести кај децата од предучилишна возраст. Апели на родителите да ги активно вклучат во рана спортска активност. Значи ние имаме такви форми. Еве го овој дел и сметам дека дечињата од големите групи кога ќе одат во основно образование, прво оделение, фактички еден апел и до родителите да го продолжат овој континуитет, бидејќи и спортот е блиску, и раната спортска селекција, а и нели во здраво тело, здрав дух и намалување на оние аномалии кај децата, лоши држења и деформации. Во денешната спортска активност учество зедоа и децата од дневниот центар за лица со посебни потреби. Денес во Виница се играа завршните надпревари во машки ракомет за средните училишта од државата. Средното општинско училиште Ванчо Прекевиница денес беше домаќин на завршниот финале турнир во машки ракомет за средните училишта во Македонија. Денес во Виница се игра третиот завршен турнир Лига надпревар во ракомет средни школи машки. На овој турнир учествуваат 6 екипи од цела Македонија, 2 од западниот дел, 2 од Скопскиот регион, 2 од источниот дел. Од западниот регион ги представуваат екипите на РР Ричко од Прилеп, Мирча Ацев Прилеп,
потоа од Скопје 2 екипи, Васил Антевски Дрен и средното физкултурно Мама Брицо и од источниот дел Кочо Рацин Свети Николе и домакинот Ванчо Прке Виница. Фаворит во ова завршно финале се ракометарите на домакинот Ванчо Прке. Следниот напред каде фактички финале помеѓу екипите на Мама Брицо од Скопје и домакинот Ванчо Прке. Двете екипи имаат по 4 победи, фактички ќе се одлучува победникот на турнирот. За победникот следуваат дипломи и пекари и камп на најдобрите представници дел од екипите. Овие спортски надпревари се во организација на Федерацијата за училишен спорт на Македонија и општинските сојузи на училишни спортови. Висока победа на екипата на Брегалница против тимот на Тиквеш од Кавадарци, а победа уствари тимот на Борец кој е сега втор со 1 бод предност пред штипскиот второлигаш. Екипите на Брегалници и на Борец извојува победи во ворендото 23-то коло, со што ја продолжија мртвата трка за второто место на табелата. На градски во Штип Брегалница го победи тимот на Тиквеш од Кавадарци со резултат 5:0, а стрелци на головите беа Ристен Умов кој постигна 2, Михаил Маневски, Стефан Мишев и Иван Митров стрелци на по 1 гол. Еве ги комплетните резултати од ова 23-то коло. Плачковица Осогово 3:2, Каменица Саса победа во Ландово 3:0, Брегалница Тиквеш 5:0 и Борец Кожув 2:0. Слободна во ова коло беше екипата на Беласица. Табела Беласица е прва со 52 бода, второ место Борец 44, трето место Брегалница 43, на четврто место Кожув има 34, петто место Тиквеш 31, на шесто место Плачковица 27, седмо место Каменица Саса 22, осмо место Осогово 16 и на деветото место победа во Ландово со 10 освоени бодови. Хоризонт Турново го напушти над пребарувањето. Во средото 24-то коло во сабота 28 април Брегалница ќе гостува на тимот на Кожув во Гевгелија. Фановите на Ливерпул во Штип заеднички го проследија надпреварот против Рома, кој воедно имаше и хуманитарен карактер за да им се помогне на Марко и Јања. Фановите на Ливерпул од цела Македонија повторно се собраа за да заеднички го проследат настапот на нивната омилена екипа на патот кон европското финале. Во полуфиналниот двобој со екипата на Рома, како епицентар на нивната заедничка средба, го одбраа Штип. Коментар за денешната средба. Да си навидиш на Ливерпул е нешто најпозитивно и да се организираме на повише места во Македонија и такав денеска на полуфиналето испадна во Штип. Се собираме над 200-300 луѓе на секој собир и сите не питуваат како до животот да не без никаков проблем. Ние сме позитивни и со секакви позитивна енергија ние се дружиме и навиваме за Ливерпул и пееме и сите заедно уживаме во надпреварот со Ливерпул. Првиот заеднички собир фановите на Ливерпул го има во Велес, а во Штип ги имаше од цела Македонија, па дури од Петрич, Република Бугарија. Покрај адреналински фудбалскиот карактер, заедничките средби на фановите на Ливерпул се со и длабок хуманитарен карактер. Ова е еден караван кој што сакаме да продолжи низ цела Македонија. Првиот беше во Велес, четвртфиналниот надпревар со Сити, сега овдека во Штип. Голема чест и благодарност е што секој собир е хуманитарен, тоа морам да го нагласам. И во Велес беше собирот хуманитарен на големата Вардарова легенда Венцислав Симоновски, кој што играше за Вардар. Овој собир наш, како секаде навивачите на Ливерпул, е хуманитарен собир, со што би сакале да донираме неколку скромни средства во нашите можности за Ања и за Марко. Радоста и расположението немаше крај, откако мечот заврши со победа на Ливерпул изразена со резултат 5:2, а за реваншот закажаа нов заеднички собир овој пат во Струмица. Тоа беше се што ви подготвивме во овие вести на Ирис телевизија. Повеќе информации прочитајте на iris.mk. Пријатно!